Сметаме дека Законот за минерални суровини регулира прашања кои што се од стратешки интерес за државата и дека затоа е многу важно да има широка експертска и јавна дискусија за овие прашања. Од тука ги повикуваме и државните, надлежните државни институции да се придржуваат до Архуската конвенција која што предвидува пристап на граѓаните до сите информации за животна средина и која што предвидува општа јавна расправа за вакви прашања, со тоа што ќе го направат процесот потранспарентен. Отфрлаат две клучни работи кои што успеавме да ги внесеме во последните измени на Законот за минерални суровини пред година и пол, имено се отфрла обврската за доставување на техничко-технолошки елаборат со јасно декларирање на постапката и видот на хемикалиите што ќе бидат употребени во концесијата и се отфрла финансиската гаранција која што беше предвидена претходно. Понатаму, со овие законски измени се предлага проширување на базата на минерални суровини кои што ќе можат да се користат со уште 4 нови, што ќе биде на штета на животната средина дефинитивно, затоа што тоа се прашања од стратешки интерес и треба посебно да се дебатираат со јавноста. Дополнително се олеснува и понатаму користењето на чакал и песок од речни корита, наместо тие одредби да се направат построги, затоа што и сега сведочиме на жестоко злоупотребување на тие концесии и уништување на речните корита и плодното земјиште покрај нив. Едноставно не е јасно зошто е целово брзање. Буквално сите измени се толку обемни, не можат ни за ден-два да се поминат, камоли па квалитетно да се види што стои зад тие измени. Така да, исто така, многу е нелогично самото тоа што има усогласување со Законот за прекршоци кој сега во моментов е во собраниска процедура и ние како иницијатива учествуваме во неговите измени. Значи, кога би се усогласиле овие измени, повторно би требало усогласување по однос на тој закон.